Благодарам, председателя. Почитуван колега, ви благодарам за потврдите, кои што ги кажавте на моята дискусија, дека во ваше време, кога премиер бил Владо Бучковски, не се исплатиле субвенциите кои што ги ветиле и самиот сте интервенирале, но не се исплатиле. Значи, тоа е судбината на македонскиот земјоделец, кога е на власт ова гарнитура на СДСМ и на ДУИ. Истата гарнитура беше и тогаш, истата е и сега. Ви благодарам на потврдата и признанието дека во времето на СДСМ и на ДУИ земјоделците се заборавени. А хронологијата која што ја кажувавте за откупните пунктови, во моментот ситуацијата ниту е розова, ниту е добра. А тоа што Прилепскиот тутунски комбинат отворило откупни пунктови во Радовиш е добра ситуација, меѓутоа истите треба да смогнат сили да се отворат и во другите места кај што се произведува тутун. Знаете дека има во Струмичкиот регион и во сите општини, и во Новосело, и во Босилово, и во Струмица, и во Василево, доста количини на тутун, кои што не треба да се транспортираат до Радовиш, туку истите да бидат откупени во најблиското можно место, односно околу општинските центри. Затоа, уште еднаш ви потенцирам, како представник на власта и пратеник на властите 5 години. Сите овие спорови кои што ги кажувавте, требало до сега да се решат. Меѓутоа, со изјавите од типот на тоа дека на вашиот премиер Зоран Заев, кој што јавно ветуваше и велеше дека, цитирам, откупувачите ќе се тепаат кој да го зема производството, мислејќи на секој производство во земјоделието. Сега граѓаните меѓусебно ги доведувате да се тепаат кој како да го предаде тутунот. Со вакви несериозни изјави и политичари не можеме јавно дадениот збор да го земеме како веродостоен. Затоа немојте да се навраќате на статистички податоци, бидејќи не заборавајте, на властите 5 години немате направено ниту една реформа во правец на овој сектор. Барем немојте во одделот каде што судството ни е катастрофа и е, да не кажам, критика на секој извештај и од Европската комисија и од секаде. Не е ова тема сега да го зборуваме, дајте да ги заштитиме тутунопроизводителите. Дајте, одважете се, прифатете одредени мерки, прифатете ги добронамерно, ова ќе биде во ваша полза. Вие сте на власт, вие ќе сте тие што ќе излезете во пресвет. Да, заеднички ние поддржуваме да можеме во една рамка да ги ставиме сите овие барања кои што може да бидат во интерес на овие граѓани. Овие граѓани се во незавидна ситуација и истите чекаат одговор. Секојдневно се изложени на собствени тортури, меѓусебни недоразбирања и нејасноти на кои што наидуваат. Самите ова јавно го комуницираат преку средствата за јавно информирање, а секако и директно со нас, бидејќи министерот потенцираше дека бил повеќе на теренот колку од нас. Не, почитувам министер, јас секојдневно сум таму живеам, таму сум со нив, ги знам сите нивни проблеми многу подобро од вас. Благодарам.